Тоа е проект кој што како идеја го предложив и го туркав како председател на владата некаде уште од 2007 година. Добина силна динамика некаде во втората половина на 2009-2010. Пред околу 8-9 месеци се отвори, но не како дејност, туку како објект. Значи без примање на пациенти, бидејќи откако ќе се отвори како објект, во таа дејност потребно е да има еден период 8-9 месеци на тестирања и лиценцирања од меѓународни овластени институции за таква област. Така што денеска практично ПЕТ центарот почна официјално со работа со пациенти. Од денеска може да доаѓаат пациенти. Тоа е единствен таков објект, единствена таква институција која што има и собствено производство на радиоизотопи помеѓу Атина и Виена. Во целиот овој регион нема друга институција која што ја обавува таа дејност и има собствено производство на радиоизотопи. Има некои кои што ја обавуваат дејноста, но ги купуваат радиоизотопите кои што имаат краток определен век на трајање од неколку часа и ги пренесуваат најчесто со хеликоптер од еден град во друг за да ги искористат. Овде во Скопје ПЕТ центарот е оспособен и целата опрема е набавена за собствено производство на радиоизотопи, така што ќе биде многу попродуктивен, ќе може да ги продава тие радиоизотопи на околни држави, ќе биде рентабилен и ќе биде регионален центар, затоа што таков сличен нема во целиот поширок регион. Многу е важно што луѓето што ќе работат таму се високо остручени, беа испратени на сите можни меѓународни обуки, а во првите месеци, можеби и повеќе, со нив заедно ќе работат и експерти од странство, кои што министерот за здравство ги договори заедно со меѓународните институции кои што овозможуваат лиценцирање на вакви објекти. Така што станува за високо професионална установа, ретка гледано во светски, во европски размери, ја има само во големи држави, во големи градови, целиот регион ја нема, така што станува збор за сериозна инвестиција, пред се за правење диагностика, во која што диагностика, вака популарно кажано со народен речник, ќе се овозможи да се знае дали малигно заболените имаат метастази, ако ги имаат на кое место во нивното тело ги имаат тие метастази, точно детектирање преку аплицирање на радиоизотопен материјал и подосна преку соодветна апаратура гледање точно, детектирање точно ако ги има, каде ги има, за да може брзо да се дејства и да се острана да не дојде до нивен развој.